Луѓето се исти. И со карактер и со однесување. Може би за степен малку подобро ќе изгледат, бидејќи имат повеќе пари. Ги менува ли Штипје ни животот во друга земја? Граѓаните велат дека животот во странство остава трага, од начинот на живот до однесувањето, навиките па дури и културата. Забележуваат дека луѓето во странство стануваат поодговорни кон животната средина, но и подисциплинирани поради законите. Многумина вела дека неголемата промена се чувствува токму во финансиската состојба, но други пак сметаат дека карактерот на човекот не зависи од местото каде што живее тој, туку лично од него. Минување. Како карактерно? Карактерно. Секако и финансиски и покултурни. Покултурни се, нормално. Не фрлат отпад. Не, тоа не фрлат, почитуваат. Знаат да почитуваат сега таму. Сите, не само нашите деца сега, они учат се од тие, од мојата керка во Италија, од италијаните нормално. Имам внуци у Англија, од англичаните се учат. И Да ви кажем искрено, првено они се зачудат дека таму леле држат нели закони, се поштуваат се, ама казни има. А тука нема казни, затоа не се. Како не ги бидува? Моите сите странство. И сега иззиват големи примања, не тако тука 500 евра ќе буфтат во конфекција или кај било. Нема логика. Ние оставаме пензионерите само туку оваа држава. Тоа е тоа од нас. Според анкетираните, човекот ги носи своите вредности, воспитување и погледи со себе без разлика дали живее дома или во странство. Странството, според нив, може да влијае на навиките и начинот на живот, но не може целосно да го промени она што човекот го носи во себе уште од најмали нозе. Затоа велат, човек може да ја промени средината, но не е лесно да го промени она што со години го градел во себе. Па ако се навикнале на таа како што е во странство, ќе ги смени. А ако не, тешко да ќе се сменат. Тешко, не се менат. Не, мислам дека буквално луѓето се исти. Не ги менува. Но нема да смениш, што е однесување. Отидат, одат сега за Германија, браќат си од таму кај ја гледам луѓето се вадаат тука 5 фамилии, нема пајди таму и нема лек. Странството може да го промени човекот, но не мора да значи дека секој ќе се промени. Некој ќе ги прифати новите навики, начинот на живот и вредности, додека друг ќе остане ист, без разлика каде живее. На крајот, колку ќе не промени странството, најмногу зависи од самите нас.